Добро утро, Дејан. Повели со оно што значи некоја геополитика, оно што значи на нови случувања во светот? Па први ќе започнеме со редовен рапорт на тоа што и како се случува со бројот на заболени и починати од коронавирусот во светот, но и предупредувањата, но и ми се чини, бидејќи ова анализа, само да кажам дека светот е обединет околу борбата со коронавирусот, со светската пандемија, но ми се чини барем вака досега дека нема заеднички пристап кон лекувањето. Светската здравствена организација предупредува дека има експоненцијална прогресија на пандемијата предизвикана од новиот коронавирус и дека бројот на смртни случаи во светот се зголемува за повеќе од двојно и дека наскоро ќе достигне бројката над 1 милион потврдени случаи и над 50.000 смртни случаи, ако се земе во предвид дека само денеска заклучно има 936.000, од кои 47.000 лица се починати. Покрај оние експоненцијални бројки во Италија и Шпанија, каде секојдневно во последните 24 часа починуваат најмалку 500-600 пациенти, без разлика колку години имат и без разлика каква здравствена состојба имале, сепак тоа се човечки животи. Сега и Велика Британија почнува да бележи црн биланс со над 500 починати во еден ден, што премиерот Борис Џонсон, кој самиот е инфициран од COVID-19 и кој од самоизолација изјави дека тоа трагичен ден на британската историја. Исто така и Франција има нови 509 случаи на починати. Турција почнува полека да доаѓаат информации, каде што и таму во последните 24 часа има 66 починати, а Грција исто така се зголемија на 50 починати. Она што е интересно е дека додека во минатото Русија ја немаше некако на воздневните извештаи, сега председателот Владимир Путин воведе воредна состојба, односно потпиша декрет за воена состојба во земјата, односно воредна состојба со цел да се справат подобро со растечкиот број на новозаболени и починати во Русија. Во меѓувреме мораме да кажеме само дека рускиот транспортен авион кој беше договорен меѓу Путин и Трамп околу руската помош за Соединетите Американски држави, потек кој е многу критикуван Трамп од своите политички опоненти, пристигна во Њујорк. Тој се состои од медицинска опрема, иако има критики, Трамп изјави дека е примил помошта од Русија со цел додека американските компании не успеат да направат доволно резерви да ја прими оваа руска помош, а потоа кога Русија ќе дојде до еден пик на ново заразени и починати, Соединетите Американски држави ќе им ја вратат со иста мерка таа помош, нешто што Москва и Пекинг претходно го правеа и што се покажа како успешно. Но оно што сакам да го прокоментирам во овие малку минути што ми остана е дека светот вистински има различит пристап кон лекувањето и кон справувањето со пандемијата. Па сега сведоци сме на еден експоненцијален или нагол раст на починати заразени во Европа. Наспроти тоа имаме едно линеарна епидемија во балканските држави кои се покажа засега поуспешни од Европа, која има и подобар здравствен систем и посовршен. Но сега европските институции почнуваат да го критикуваат државите од Балканот дека на некој начин преспроведуваат мерки кои се на рап на полудиктатура. Опсе излезе и изјави дека е загрижен зошто српската влада одлучила да го централизира информирањето за коронавирусот. Европската комисија пак им замера и на Србија, и на Црна Гора, и на Босна, и на Словенија, и на Унгарија, дека со воведување на воредната состојба и полициски час сушност носат закони со кои сериозно се нарушуваат демократските придобивки и човековите права. Значи гледам една критика од Европа кон балканските држави, кои во моментот повторно ќе кажам со своите мерки очигледно подобро, барем според бројот на заболени и бројот на починати, подобро се справува од европските држави, бидејќи и во нашата држава ќе земе предвидима еден засега линеарен раст на заболени и починати, наспроти една Италија, Шпанија, па и Британија од вчера кои имаат експоненцијален или нагол раст на починати и заразени. И уште малку политика би сакал да кажам, а тоа е големите се пресметуваат, па така Соединетите Американски држави, повикувајќи се на разузнавачки информации, ја критикуваат Кина или обвинија Кина дека не ги кажува вистинските бројки на
починати и заразени на состојбата на пандемијата, што дополнително ја прави пандемијата посилна и со таа некоја немање на размена на информации ги загрозува целиот свет и начинот на лекување и справување со коронавирусот. Кина прикажувала лажни бројки, а председателот Си Џинпинг правил на некој начин ефтин маркетинг, појавувајќи се на местата каде што биле жариштата на коронавирусот без маска, укажувајќи дека Кина е доминантна, Кина успеала да ја победи пандемијата наспроти Соединетите Американски држави, кои сега се чувствуваат ранливи бидејќи Кина ја започнува и ја рестартира својата економија, а Соединетите Американски држави, западните држави, те уште се затворени во оваа борба со пандемијата, затворена и на економијата, па оттаму сад се чувствуваат загрозени дека Кина може овие 6 месеци да добие предност, да ја стартува економијата и на некој начин да ја потврди својата доминација во светот, пред се економска. Добро, Дејан, секако дека во периодот кој што следува и во годините кои што следуваат ќе се изучува и научно оваа борбата со COVID-19, не само по здравствената криза, туку и оно што економски, тектонски се поместуваат берзите, цените во светот, така и овие кантер војни помеѓу државите. Јас ќе ти се заблагодарам за ова обемна анализа.